Елени, среќен ден, денес убав ден со нашиот селекторот. Еднаш селектор, цел живот селектор. Јас не можам да те најавам како Андон Дончев. За мене е Дончо национален или Дончо селектор. Мислам дека нема да ме забележиш. Мијалче, мене ми е посебно мило што седам со еден спортски човек кој што цел живот го посветил на спортот, кој што цел живот бил со Вардар и до ден денешки. И во секоја прилика што сака да го помогне на разни начини и затоа мене ми е многу мило, поготово што сме овдека во овој дел, кај што ја на 50 метра од тука сум живеел, сум растел, од 6,5 години сум дојден од Тоа го Кавадар. забележав кога доаѓавме, инаку седиме во кафејаната кај Вршец во градскиот парк за нашите гледачи. Токму така. Емотивно објасни дека го сакаш паркот и тука си живеел. Сега емотивно ќе кажам, драгче, Вршец играше во Вардар, па кога отиде војникот тамо, името Вршец, меѓутоа беше еден добар одбранбен играч беше. Меѓутоа не можам да не спомнам, мојата така е исто така голема како и неговата. Они ме наместија. Мојата љубов за давање гол беше помала од они што ме предухитрија. И ја седнав и дадов гол. И со пета ја удрив тебе, ама седев на топка. И не знаев што сум направил. Еуфорија голема. Добро, ама тоа било пак атракција. Како сакаш, земи го, било фудбалска атракција било. Било, Мијалче, меѓутоа, ден денес мислам дека судијата требаше да ме истера, оти беше неспортски гест. Како подценување на противникот се така. Да, Добро, тоа е младост лудост, така се вика се. така е, а джамија. И макар Кукиновски, одам ја на кај центар, а судијата не ме истера, требаше да ме истера. Неспортски потек. И макар ме гледа, оди вика давај голови, оти од Джина Дерман ќе немаш. Од тренерот Симоновски. Така. И ја Мијалче, таква ми била среќата. Дадов уште 3 гола, значи 4 гола дадов на моја брегалница. Трите се после првиот. Првиот е со Тоа е со првиот гол у мојата фудбалска кариера. И дадов уште 3 гола, оти макар ми рече давај голово, оти Дерман ќе немаш од Джина. Дадов 4 гола. После утакмица му се извинуев и на моите штипјани, на новинари. Друг сегмент поврзан со познавањето јазик. Да? Еве 6 јуни ни доаѓа Белгија во Скопје. Живи и здрави, ќе бидеш тука, така сум информиран. Така за тоа и. Браво. 1-1 е резултатот, Чоко дава гол, нешто химна, знаме, таа е приказка горе-доле се знае. Ти му приоѓаш на помошниот судија, тоа го гледавме ни од новинарската ложа и на снимките. Викаш, браќа, Каки е? Дали беше Каки е, така? браќе? Така, Мијалче. Првото полувреме не го знаеш ти. Добро. Не го знаете. Јас за овој сегмент сега се навраќам. Овој сегмент е така, како што го велиш. И мислам дека беше финиш на утакмицата нешто. Да, готово беше завршено. Он ја продолжи 4 минути утакмицата. Ти едноставно му правеше Да, на вратот да свири. го подсетуев ја. Така. Меѓутоа, вечерта пред да идеме на надпревар, ни рекоа нема не... Овие јужнаци ни рекоа ни знаме ни химна. И ја им рекоа, и цела вечер контактиравме. Многу го сакав Киро Григоров, ја оти.